Премиере, многу средби, многу состаноци, формални и неформални. Како одат до сега разговорите со сите државници со кои што се видовте председатели на влади? Има ли конкретни пораки, особено за она што нам ни е можеби битно во најкус рок, а тоа е октомврискиот евентуален датум за почеток на преговорите со Европската унија? Добро, навистина за сите земји, а и за нас како мала земја е ова одлична прилика да се видиме со сите лидери од светот, посебно за лидерите кои што се влијателни при донесувањето на одлуките за нашите конечни интеграцијски процеси. Тоа е секако НАТО и Европската унија. Знаат граѓаните дека НАТО е прилично известно, зависи од Шпанија, како ќе завршат изборите, дали тој период помеѓу 10 ноември и крајот на ноември ќе биде доволен, за да можеме навистина во декемврискиот самит, кога ќе се обележува 70 годишнината на НАТО, да бидеме 30-та земја полноправна членка на НАТО. Тоа е многу значајно за сите нас, но тоа поприлично е известно. Другиот дел е понаизвестниот дел, а тоа е толку важната историска одлука за после 15 години кандидатски статус да добиеме датум за почеток на преговорите со Европската унија. Да користиме овде приликата да се видиме со сите лидери. Направивме следба со дел од европските лидери, направивме со дел од светски лидери или министри, се со конечна цел да унапредиме позицијата на Република Северна Македонија, но и да убрзаме одлуката, односно да ја некако загарантираме одлуката која што ја чекаме на Европскиот совет. Навистина направивме убава средба, прв пат за мене, голема чест со новиот премиер на Република Грција, дефиниравме идните правци. Дека двете пријателски соседни земји мора да градат пријателство, договоривме генерално да се посветиме на имплементацијата на обврските од двете земји. Тоа е секако граничните премини, меѓународната група за трейдмарковите, понатаму одредени други обврски кои што престана од двете држави за да може да се изреализираат самиот крај, а се важни заради јакнењето на пријателството. Зборувавме многу на темата економија. Грчките инвеститори се добре дојдени во Северна Македонија, секако тој се радува на таа економска соработка, како што заклучи соработката и порано постојала, но сега се навистина можностите огромни за таа соработка да расте, така да за прва средба со новиот грчки премиер, кој што дефинитивно е преокупиран со економската иднина на Грција, за мене остави добар впечаток и знам дека е вредно да продолжиме да го градиме пријателството кое што го почнавме со претходниот премиер Алексис Ципрас. Премиере, лани кога зборувавме во разговори, велевте дека земјата нема план Б, освен евроинтеграциите и почнувањето на преговори со Европската унија. Што ќе се случи ако Македонија добие не или црвено светло на 15 октомври? Има ли сега план Б? Нема и не треба да има план Б. Граѓаните на последните анкети видовме близу 83% се за интеграцијата во Европската унија. Така да ние политичарите не треба ни да размислуваме за било какви други плани. Тоа е нашиот план. Јас на некои форуми низ европските земји и главните градови реков, ако не биде, ќе ја донесеме Европа во Скопје, ние друго немаме што да правиме. Значи, ние ќе живееме со европските вредности, ќе ги напредуваме. Впрочем, интеграциите во Европската унија се токму тоа. Таа позитивна трансформација која што треба да не се случи, во сите земји се случувала низ најпозитивната алатка, тоа се преговорите низ поглавјата. Секој дел од системот наш се трансформира за да стане европски систем, а сите ние европски граѓани или европејци. Сите земји се за нас, ветуваат се, остануваат неколку земји, јас некои ги спомнувам, може би се познати на јавноста, кои што до крај не се изјаснија. Голем дел од нив не проблематизираат Република Северна Македонија и сето тоа што е направено. Еден дел од земјите имаат дискусија регионална за Албанија и за генералниот пристап кон интеграциите, тоа е нивна внатрешна дебата, која што имаат земјите членки. Прво е многу важно што не постои земја членка на Европската унија, која што става некој проблем према Република Северна Македонија. Значи, тие сите потврдуваат дека тоа што се очекувало од нас се исполнува. Сега внатрешната дебата дискурс кој што постои помеѓу лидерите се случува, затоа сме ние присутни, а уште еднаш им ги потенцира. Сите работи што се случува и во делот на реформите, и во делот на преспанскиот договор, договорот со Бугарија кој што е постигнат, ефектите кои што ги имаме со имплементацијата на законите, како борба против корупцијата, владење на правото, враќањето на правната држава и независноста на правосудството. Сето тоа се чекорите наши кон Европска унија, значи не се само закони донесени, дека тие се имплементираат, но овој пат кај нас не се работи за среќа, се работи за завршени работи, кои што се пример дури и за Европската унија, тоа што ние го направивме во нашата земја.
Во четврток на 74-тото Генерално собрание на Обединетите нации ќе му се обратите на светот. Која ќе биде вашата главна порака која што ќе ја испратите? Тоа е борба против сиромаштијата, климатските промени и борба за подобра екологија на секаде, понатаму по квалитетно образование за сите, економски прогрес и просперитет, впрочем она кое што и дома сме преокупирани. Така да и мојот говор ќе се адресира токму на тие вредности. Како Република Северна Македонија дава свој придонес со партиципација на светско ниво за да се постигнат сите овие вредности на одржливиот развој на Обединетите нации, кои што знаете дека се составен дел од преокупацијата на нашите институции, и парламентот, и владата, и другите институции во нашите земји. Премиере, ви благодарам за разговорот за јавниот сервис. Благодарам и на вас и поздрав до гледачите.